Овде заедно со мене во студиото на Универзитетското радио се главните виновници за манифестацијата Денови на мода Штип и тука се од организаторите Вишна Шорова Ангелова како дел од општината кој што се во организација на Денови на мода и на некој начин луѓето кои што помагаат или кои организаторите од Технолошко-техничкиот факултет, магистар Сања Спасова и магистар Вања Димитриова Кузмановска. Добро дојдовте во студиото на ОГД ФМ. Добро ден. Најпрвин за Вишна Шорова, ти беше гостин еднаш во студиото, зборувавме за Денови на мода, најавивме делумно, докаде се подготовките и се ли е подготвено? Па, кога дојдов кај тебе првиот пат, тоа значи се беше нешто како идеја со начална реализација, меѓутоа веќе, еве денес 24 септември, веќе сме во фаза на финиширање на подготовките за Денови на модата и 2 дена пред реализација, пред самиот настан Денови на модата, кој ќе се одржи од 26 до 29 септември. Значи, како што вели нашиот моден консултант, веќе сме во трета фаза од реализација на проектот, веќе сето она што не е било замислено, што требало да се направи, веќе се прави и почнуваме да се подготвуваме за првиот ден, кој ќе биде на 26 на плоштадот Слобода. Првиот ден е предвиден со многу интересни активности, исто и вториот и третиот ден, кога ќе се случуваат сите реви за време на 27 и 28 септември. Ревиите ќе се одржат во салонот Диро, кој се наоѓа на излезот од градот или поточно на влезот од градот, кога се доаѓа од Скопје, позади кампус 4. Тоа е еден автосалон каде ние ги предвидовме да се случат 6 останати реви од настанот. На 29-ти веќе го имаме бизнис бранчот или ние нагалено ја викаме бизнис чајанката, на која ќе бидат присутни сите оние кои дале некаков придонес за време на проектот и тоа ќе представува еден вид на бизнис мрежување на самите учесници на проектот и нивно запознавање со можностите кои ги нуди Европската унија преку грантови, преку фондови, преку кредити за развој на нивните мали и средни предпријатија и нивните брендови. Имавте ли одзив од бизнис заедницата, како ве прифатија, како ја прими оваа идеја? Значи, бизнис заедницата беше пријатно изненадена од нашата идеја, од нашата иницијатива и 6 компании, многу од поголемите, многу добро ја прифатија идејата. Тоа се компаниите Astibo Basic и Glamour, кои ќе имаат ревија на првиот ден, од која Astibo Basic е голема компанија веќе истакната во Македонија и надвор од Македонија. На 27 настап ќе имаат фирмата Albatros, Технолошко-техничкиот факултет или поточно Универзитетот Гоце Делчев, кој представува еден вид партнер во овој проект, затоа што во проектот е вклучен со 3 сегменти, преку учеството на Техничко-технолошкиот факултет, преку учеството на Джес Академијата за да ги анимира и забавува гостите за време на настаните и преку Центарот за односи со јавноста, кои помагаат за реализација на таа пиар кампања која ја имаме во текот на целиот проект. Во вториот ден, во салонот Диро, последна ревија ќе биде ревијата на Виба, тоа исто така една голема компанија која многу позитивно ја прифати оваа идеја. Третиот ден повторно ќе имаме 3 реви, со што првата ревија ќе биде на Design S, тоа е една мала, млада фирма која сега почнува да се развива и на која ќе бидат представени рачно изработени модели. Потоа продолжува втората ревија во салонот Диро, а тоа е ревијата на Astibo Beas за третата вечер да заврши со ревијата, заедничката ревија на Линеа и на Баргал. Веднаш после тоа на 28 ќе се случи и завршната забава на Fashion Days Штип 2013, која ќе се случи во Дом на млади со диџеј Борче Панов и диџеј Илина Енџел, која е и нашиот официјален диџеј, резидент диџеј на целиот настан Fashion Days Штип. Одлична програма сте смислили, има ли најави за гости од други градови? И како ќе се организира тоа, затоа што знам дека еден од настаните, некои од настаните се случуваат, како што кажа, на влезот, односно излезот од градот. Како ќе се организира со гости? Интерес има доаѓа од сите страни, значи најмногу од Скопје, од причина што скопјани редовно, традиционално, веќе неколку години го
создадоа тој тренди израз штипинг. Тие се веќе навикнати да доаѓаат овде секоја сабота и да пазаруваат по пониски цени. И сега ние да го направиме настанот уште поинтересен, уште повеќе луѓе да анимираме да дојдат да привлечеме во Штип, смисливме настанот да биде не само предвиден со модни ревии, туку да бидат и луѓето и граѓаните не само од 18:30 да бидат присутни на настанот, туку да бидат присутни на настанот за време на целиот ден. Со што првиот ден, прво за да видат луѓето дека почнал настанот, предвидовме сите манекенки кои ќе ни дојдат од модното студио Црнокрак и од модното студио Мак Моделс во Штип, ќе ги ставиме на плоштадот и ќе направат едни аеробик вежби за и тие малку да се размрдаат, меѓутоа и да ги размрдаат граѓаните. Понатаму, значи како што веќе ти кажав, ќе се случуваат ревиите. Меѓутоа вториот ден започнува да се реализира фешн линијата. Тоа всушност представува автобуска линија која ќе почнува со движење од паркингот кој се наоѓа пред ректоратот на Универзитетот Гоце Делчев во 10 часот са бајле, за да продолжи на 4 линии. Првата автобуската линија ќе продолжи до кругот на Астибо, каде се модните салони на компаниите Линеа и Виба. Понатаму втората станица на фешн линијата е во кругот на Баргала и Астибо Basic, застанува кај аутлетот на Астибо Беас на кружниот тек на излезот од градот, и четвртата станица е кај фабриката Албатрос. Меѓутоа, освен оваа фешн линија која ќе биде со автобус, ќе се случува и фешн линија која ќе биде пеш. Значи граѓаните ќе имаат можност не само да ги посетат големите фирми, големите компании во нашиот град, учесници во проектот, туку ќе имаат можност и да отидат пешки заедно со фешн водичите до фирмите на Дизајнес и до Гламур, каде ќе ги погледнат нивните модели. Меѓутоа, многу е важно да напоменеме дека во петок и во сабота, за време на таа фешн линија, меѓутоа и за време на целиот настан, дуќаните ќе бидат отворени и од 10 до 12 вечерта, кој ќе има happy hour, меѓутоа во текот на целиот настан ќе има специјални попусти за сите купувачи. Што значи на тој начин ние ги анимираме не само луѓето од Штип да дојдат во компаниите, во нивните модни салони и да купуваат по пониски цени. Пониските цени ќе ги привлечат и граѓаните надвор од Штип. Значи и од соседните градови, меѓутоа и од други подалечни градови, со што тие ќе дојдат во Штип, ќе погледаат реви, меѓутоа и ќе купуваат по пониски цени. Така, сигурно дека и штипјани ќе карат нешто од тие пониски цени, ќе имаат можност да купат. Технолошко-техничкиот факултет е вклучен интензивно во работата на денови на мода. Магистер Сања Спасова е една од асистентките која што работи со студентите. Докаде се вашите подготовки со ревиите? Па веќе можеме да се пофалиме дека ги направивме завршните подготовки со нашите модели, односно со нашите студенти, значи веќе сме при крај со работата. Ќе се представиме Технолошко-техничкиот факултет, ќе се представи со 2 модни ревии и со изложба. Значи ете за едната модна ревија ќе работиме на тема инспирација на стилот и модата во 50-тите години, надополнета со кружните форми како детали. Значи решивме со оваа модна ревија да им покажеме и да се вратиме воедно на класиката која што представува символ за женската убавина, да заборавиме на клишеата и да ја представиме модата во вистинска смисла на зборот, а пред се идејата ни е да ја представиме женственоста. Така, како се вклучени студентите во сето ова? Значи, студентите, воедно се вклучени студенти од 2 и од 3 година на Технолошко-техничкиот факултет. Значи, идејата потекнува од самите студенти, самите ги дизајнираат моделите, самите ги конструираат и на крај самите ги шијат, односно ги изработуваат. На крај самите ги представуваат моделите, бидејќи во договор со нив. Тие се и манекени. Да, значи тие се и манекени и манекенки. Во договор со нив дојдовме до идеја дека секој студент најдобро може да си го представи моделот во вистинска смисла, па затоа им дозволивме да и тие ги носат своите модели. Така, Вања Димитриевска Кузмановска е дел исто така од една ревија која што ќе се случува на денови на мода, дел од колекција, односно редизајн на влашките народни носи. Докаде ова и што ќе представува оваа ревија? Па групата на студенти со која работам јас
прави една трансформација на оригиналната влашка носија од 19 век и ја приспособува да биде наменета за современата модерна жена. Воедно се запазени и да бидат материјалите колку толку идентични, бидејќи знаеме денес дека живееме во време во кое е тешко доаѓаме до добри материјали, квалитетни материјали, но еве се задржавме и на тој момент да искористиме колку што можеме да бидат материјалите приближни на тоа време, исто така и колоритот. Да се надоврзам со мојата колешка дека исто така и мојата група на студенти само значи ги изработува овие модели. И со вакви модели, со ваква колекција, минатата недела настапивме и на една друга изложба во Романија, на која исто така добивме специјална награда од комисијата која беше таму, со редизајнот на влашката носија. И се надевам дека оваа култура, бидејќи живеат луѓе од оваа култура овде, дека ќе биде достапна за сите оние што ќе сакат да ја видат таа работа. И се надевам дека сите мораме да споврземе со историјата за да можеме нешто да покажеме во ова модерно време. И мислам дека за сите гости што ќе бидат таму ќе имат што да видат. Сега мене ме интересира каков е интересот кај луѓето за комерцијална употреба на тој вид на мода. Има ли интерес? Еве вака, така специфично? Моментално на овој настан ние не одиме комерцијално, него одиме за представување на нашата институција. Така не зборувам генерално за комерција, да. Еве, јас носам сега една аспирација од Романија, таму на универзитетот, каде што, значи, работат со вакви, разработуваат други фолклори. Тамошните универзитети имаат отворено собствени продавници за своите студенти, каде што тие имаат и можност и да ги продаваат и тие средства да ги користат за нивното студирање, каде што тоа е една добра опција и се надевам во иднина ќе имаме можност и ние да направиме нешто такво, бидејќи од големо значење нашите студенти да можат сами да се финансираат со нивните изработки, да не останат некаде затворени. Бидејќи ние како технолошки факултет досега, значи, склучувајќи многу меморандуми за соработка со многу институции, креирајќи многу модели за соодветни манифестации, сме давале можност, соработувајќи со тие институции, да можат нашите студенти не само да направат модел, туку со тој модел да можат да добијат и некои финанси кои исто така им помогнат во нивното студирање. Бидејќи тоа е, мислам дека многу значено за нив, бидејќи секој, знаеме можностите какви се надевам дека во иднина, бидејќи ова сега што го видов во Романија беше навистина многу добра работа, бидејќи тука се случува и други работи, се сретнуваа студенти од повеќе држави и си даваа едни со други, значи си разменуваа искуства со кои можат да добијат на тоа поле. Значи разработувајќи ги, бидејќи знаеме добро дека и мислам високите модни дизајнери како што се Коко Шанел, Ив Сент Лаурент, Версаче разработувале фолклорни мотиви, разработувале теми од фолклорот и правеле модерни колекции кои ги имаме видено и во париските модни писти. Значи тоа не е нешто ново и не е нешто што нема, насекаде во светот постојат разни категории на луѓе кои си имаат посебни побарувачки. Чека, мислите ли дека може генерално да влијаат студентите на модата со овие денови на мода, да речем? Па во Македонија во Македонија има доста креативни духови на студенти кои се појавуваат. Еве универзитетот Гоце Делчев со отварањето на овој универзитет мислам дека многу луѓе можат да допред до тоа што го сонувале. Значи да дојдат, да го направат истото и да имаат свое видување, еве со настанот кој го организира општината заедно со центарот, со Домот на културата, со Центарот за култура, Дом на млади, се извинувам. Значи е еден добар маркетинг не само за сите текстилни индустрии, туку и за нашите студенти кои навистина даваат се од себе и имаат квалитети, имаат креативност и можат да се покажат и понатаму. Не зборувам само за Македонија, и за надвор од Македонија. Да, Сања, зборот ми беше дали студентите имаат интерес да се вклучуваат во вакви проекти и кое е вашето искуство, односно задоволни ли сте од она што имаат, што го прават досега? Да, изненадувачки е колку студентите сакат да работат на вакви проекти, посебно
со проект како што е модната недела во Штип, значи дури беа премногу возбудени кога им кажавме дека ќе земат учество, значи можам како на некој начин нивни ментор на оваа ревија се пофалам со нивната креативност и со нивната желба да навистина се покажат во вистинско светло, да ги покажат нивните дизајни, да ја покажат нивната умешност, нивната креативност, значи колку се успешни и конструктори, и успешни и дизајнери. Па се надевам дека ќе направиме навистина една ревија која што ќе најде на пофални зборови од публиката и од организаторите. Контекст на ова би сакала да кажам нешто. Значи, проектот беше токму така замислен. Да се инволвираат различни страни, меѓутоа и луѓето да покажуваат своја иницијативност за учество. Значи, првата идеја беше да постигнеме да почнеме да развиваме веќе да имаме стратешки пристап кон развивањето на брендираните производи. Тоест, фирмите, компаниите инволвирани во проектот во овој момент да ги поттикнат и останатите компании во Штип кои се веќе дел од текстилната индустрија да развиваат своји брендови. Тоа беше првата цел, која со текот на времето ќе видиме дали ќе биде постигната. Тоа ни е стратешка и долгорочна цел која општина Штип би сакала да ја постигне на локално ниво. Значи, на тој начин планира да ја развива економијата на локално ниво. Тоа од една страна. Меѓутоа, другиот аспект беше да се инволвираат што повеќе страни. Значи, од инволвирање на поголем број фотографи. Ние имаме официјален фотограф, меѓутоа со проектот се инволвира и други фотографи. Ние распишавме освен тој конкурс за волонтери на кои веќе 20 на млади лица, јас ги викам европски настроени млади лица, заради тоа што волонтеризмот овде во Штип и во Македонија не е толку широко прифатен. Меѓутоа, за проектот се пријавија 20 волонтери да учествуваат и да дадат свој придонес за успешна реализација на настанот. Од друга страна пак, сакавме да инволвираме и млади лица кои имаат лик и изглед за да бидат манекени и манекенки. Затоа распишавме и конкурс за пријавување на локални манекени и манекенки. Овде целта ни е да ги препознаат веќе развиените модни агенции, веќе докажаните модни агенции и се надевам ќе успеат и тие самите доколку се докажат да бидат ангажирани токму од тие модни агенции. Исто така, вклучувајќи го техничко-технолошкиот факултет, даваме можност на сите млади студенти, на сите млади лица да бидат видени од докажаните компании кои развиваат сопствени брендови во градот и тие веќе да создаваат своја иднина. Доколку бидат препознаени како квалитетни, ние им отвараме на нив веќе поинаква иднина. Им отвараме патишта за соработка со компаниите. Што значи дека проектот веќе до овој момент ги постигнува дел од своите цели, меѓутоа со самиот настан, со самите реви, ние се надеваме ќе го постигнеме и сето друго што сакавме уште од почетокот да го направиме, за на крај да кажеме дека целта постигната е и овој проект е еден успешен проект кој понатаму во иднина традиционално веќе 2 пати годишно презентирајќи колекциите пролет, лето и есен, зима, не само на штипските компании, туку и на многу други компании од целата држава, ќе дадеме можност на сите преку текстилната индустрија која е стожер на економијата во нашиот град, да имаме и презентација, меѓутоа и мобилизација на граѓаните. Така, сигурно штом и мене успеавте да ме заинтересирате што ќе присуствувам на вашиот настан, сте ја постигнале целта, верувам. Ме интересира дали спомнавте дека ќе биде традиционален, но дали планирате, знам моите скромни знаења за овие модни недели се дека тие се претежно меѓународни, доаѓаат меѓународни дизајнери и ги представуваат своите колекции таму. Имате ли таква идеја, можеби? Сега за сега, значи, настанот ќе биде локален. Условот беше да учествуваат фирми кои функционираат и работат на локално ниво, значи само во општина Штип. Меѓутоа, од наредната година, веќе откако ќе се искршиме во занаетот, откако ќе научиме како се сето ова организира, од наредната година сакаме да вклучиме и од надвор од границите на нашата општина, меѓутоа веќе откако добро ќе навлеземе во проектот, откако ќе знаеме што сакаме и што бараме од овој проект, значи откако ќе си ги постигнеме првоначалните цели, веќе се надевам дека ќе успееме да стигнеме и до тој меѓународен момент кога не само од Македонија, туку и надвор од Македонија ќе бидат вклучени компании. Така, ви благодарам за разговорот, ви посакувам среќа, не се сомнам дека ќе биде успешен проект. Ви благодарам.